Се продлабочува сударот помеѓу градоначалничката на Скопје Данела Арсовска и ВМРО ДПМН. И денеска дел од кадрите на оваа партија се повлекува од директорските позиции во град Скопје. Оставки се поднесуваат директорите на јавните предпријатија Градски паркинг и депонијата Дрисла. Вела дека се заминуваат поради лошата соработка и некоординација со градоначалничката. Бојан Христовски, кој само 8 месеци раководеше со скопските паркинзи, денеска на социјалните мрежи објави дека се повлекува. Тврди дека морал да го стори тоа бидејќи локалната самоуправа воопшто не функционирала како што треба. Поради незаинтересираноста на првиот човек на градот за потребите на скопјани и градски паркинзи, како и поради драстично намалената поддршка на проектите кои со сопствени средства ги реализираме, денес поднесувам неотповиклива оставка од позицијата ВД директор на ЈП Градски паркинг Скопје. Досегашниот прв човек на скопската депонија Дрисла, Јане Мицевски, по 10 месеци работа пак се пожали дека градоначалничката воопшто не била достапна и немале никаква координација. Првенствена задача за еден градоначалник не смее да биде личната пресметка и хајка кон поединци, како што видовме вчера, туку посветување на приоритетите и проектите кои се основна задача. Дополнително Дрисла се соочува со сериозен проблем поради сметките за струја, кои се сериозен удар на предпријатието, а за жал досега предпријатието нема никаква поддршка од градот Скопје. Поради сето ова, јас денес си поднесувам неотповиклива оставка од местото прв човек на Дрисла. Веднаш по објавувањето на оставките со реакција се јави и градоначалничката Арсовска, која на директорите им поставила своевиден ултиматум. Тврди дека им рекла или сами да се заминат или ќе бидат сменети. Поради несоодветно работење, неиспорачување резултати и непочитување на насоките на градот Скопје, директорите добија понуда да си дадат оставка или да бидат разрешени. Градот Скопје е град на сите скопјани, затоа сите носители на овие одговорни и раководни функции во градот се должни да даваат отчет пред граѓаните, а не пред партиските лидери. Веднаш по незиното соопштение, двајцата директори демантираа дека им понудила вакво нешто. Денешните оставки следат по вчерашниот скандал кога Арсовска влезе во отворен судир со сега веќе разрешениот директор на Водовод Златко Перински, во врска со тендерот за пречистителна станица тежок над 130 милиони евра, пошто го назначи Маријан Митовски за нов ВД директор. Но вчерашната кавга е само кулминација на несогласувањето на градоначалничката со директорите кои таа сама ги постави. Во досегашните 11 месеци откако избрана на позицијата, Арсовска назначи и замени или сами се заминаа вкупно 5 директори. Најпрво, само неколку дена откако го назначи, го разреши од функцијата директорот на јавното предпријатие Градски паркинг Филип Паску. Во јули го разреши директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Зуди Енус, откако неговиот брат учествуваше во инцидентот на плоштадот Скендербег. 2 недели потоа отказ му даде на директорот на зоолошката градина Кристијан Стаменов заради скандалот со коњите. Во мај пак директорот на ЈСП Иван Илиевски самиот си поднесе оставка.